A Barovo je bilo jednaš, vaka, ošto mnogo pozapušteno. Skroz. Pa se naselilo, idu Veneska, ето сега па намалено е со народ. Јас скоро 8 години сум тука више. Мажена сум. Стварно тежок живот туде, ама па сепак се живее. Ние се бавиме со сточарство, имаме 250 овци, скоро 300. Убаво на село, само нема луѓи. И мора да идеме и мы во град, и нема лекар, нема ништо друго. Барово е едно од 12 населени места кои припаѓаат на Демиркаписка општина. Многумина можеби за прв пат ќе слушнат дека не е во реонот на Конопиште, едноставно заради неговата местоположба. Патувајќи од Страгово кон Крњево, скршнувате од патот и навлегувате во богат земјоделски крај. Распосланите лозови и плантажи ќе се запрашате чии се, на тиквеш или на повардарие. Кога е грозието обрано, тешко ќе најдете човек на нива да поразговарате. Всушност, тој ден на патот кон Барово не сретнавме ниту едно возило. Па во шега баравме траги во влажната каллива патека, по која кој знае како се чекори кога е подмрзната. 6 километри и не се малку за да го здогледате селото. Особено ако постојано сте во недоумица дали сте на вистинскиот пат, оти патокас нема. Прво што ќе ве пречека се козите, а потоа кучињата чувари кои личат на поларните мечки. А луѓето ќе ги барате по димото до џаците, ако е време за оган. Ако не, тие сигурно ќе се низ дворовите. Ако побарате податоци колку ги има, ќе го дознаете бројот 28. Ако го посетите Барово, ќе се уверите дека се половина. За секое село е врзана по некоја приказна. Велат, Барово го носи името по големата бара што ја имало во Демиркапискиот дол и која еден ден сепак пресушила. Кога било тоа, никој не знае, па дури ни најстариот 87 годишен жител во селото. Името попекнало многу старо време. И старите што беа тука, што не справаше пред неколку време и они салам не можеа да управат од кое време постанало село Барово. А Барово е било еднаш вака, още многу позапуштено. Скроз. Па се населило, иду Венеска, ето сега па намалено е со народ. Куќите стоат тука, ама сите празни. А народот се оцели още после Саразото што го викаме Македонка и од тој рече народ се оцелуи и се оцели сите. И така, Барово е било, беше турско-полско. И они на власт беа. Ние, христијанци и македонците, помалку беме, до 30 куќи. Да. И на настана се држеме. Тоа го викаа долно мало, а во срцето. Тоа догоре, горно мало, догоре тамо. Ама народот имаше поштување. Ако не беме учени, хубава култура имаше. Всички живееме родство, и ако не се родство, пак живееме убаво в тоа село тука. Имаме турци веќину, ама турците имаа и они големо поштување премо нас, а и ние премо ние. А работни беа и они многу, сточари беа, а и ние, првославници, тој се викаме,
Така се викаем македонци. И ние беме сточари, орачи и от това живееме. Тоди, Пред колко години е това? а? Пред колко години е? Пред колко? От 20 година, аз от 14 роден, 15 застъпия победила бугарите. Бугарите бяха до 19-то край отскоро. После сърбите панапна с учелото на Англия. Англия му помогна и пай си отдоя бугарите. И аз много обаво знам, от Демирки пиязджаите, що е догоре, они го направиха бугарите. Има изпрема нещо. Има беляци, нещо машини и народ работеше. И тук е по реката лаките и работя, все му беше посеяно и оттам се ранея. Лебото кръня му беше фурната на тия сите, дървата изтече от тук, па там и нося на фурната. Людето бяха стопиници, връвчи и така натики. Колко жители имаше тогаш в селото? До 90 кучи. Жители имаше и повече за това, защото тоди скоро скупа живееме. Немаше таква поделба силна. Синови, литерки, деца, внучиня, все и така скупа живееме. Откъде се крена турците, тоди християните ще може изнакупия, 27 и 28 турци си отидоха. Му даде крал пат преко Гърция, Църното море за Турция. После тия ще остана папракина кралът пай сопре и тия ще остана пътува ще отчелия. 90 кучи имаше, най-малко би прерачунано по 5, около 500 жители имаше. Така е работа. Кога почна да се преселуваат во градовите? Турците? Не, нашите, македонците. Каде? Во градовите, во другите градови. Така си кажу. Кога се освободиме, от 45-та година, кога настъпи партизанството и Титовата Югославия нова, 46-та, 47-та, станаме властовите ние, станаме задруга, местни народни отбори, скоро всеко е село. Да. И потова се нареди да се сварят по селата селски работни задруги, да се градат домови, да се градат школи и така натаки. И това сето го справедоме, го сториме, како таков я за почетник и от Сренска странка се вратил и се матурава мене на власт. Председател на местната организация, председател пост на задругата, после курс отвори у Кавадарци, го издържа курсът, па там му оставя на работа. У Колийският народен отбор работи 3 години там. Пана повратия вейка, задругите да са малце по-учени, начини, по-видни, да му дайме помощ и па се вратиме, па управник бе на сързът. Се нареди селските работни задруги да се разтурат и се разформира, стоката, що беше жива, му поделиме на людето на сите, кои колко внесем, ама толкова не можеме да му дайме. Сите, прибедете, бяха потрошени и тие, що да бяха, на сите му надаваме. И волови, и добител, овца, коза и така нататък. Да. Що направим от 53-та година навъки? Що ти правим? Ние тия видните човеци, неко души ще беме тука, а 57-та година оформиме друга задруга. Земноделска задруга, сточарска задруга, Балкан Барово. Да. Кога образуваме та и направиме блокови вамо, кай Савойта сега, за жито. Работиме, запаслиме около 2-30 души работя. Стока купиме около 500 овци. 2 трактора купиме. Един от беше голем превоз правеме, зетор, а другият беше форкозон, жито, кай ще трябва се пренасуеше от тук в дома. И така. Задрugата обава ни беше, не паднаем от загуба, ама като се оцели народ и тоди един друг готория за управник, що не разбираше, айде ня се предаде на негодина на Пекарев. Ня за задруга така топто се и останаме за нигден и тия народ
остана за Лидер до 63-та година. От 57 до 63 година па имаше едно 5-60 кучи. И предржаваме. Семо носеме, семо откупуеме. Директно се поврзаме ние како задруга со Лесковаc за црвен пипер, а Едер допиток и Орай, па Минда и така, па со Струмица комбинатот може пејадво. И работиме доста. Испратяме вагонска роба, испратя јас за Лесковаc, па Лесковаc ни испратяше нашиот представник за Војводин. И така, задругата не да доме да биде од загуба, се убаво беше, ама и така. Имаше ли тогаш продавници во селото? Имаше. Продавниците, тука беше у дома таа продавница. И таму имаше, додека станеме земјоделска задруга СРЗ, па таму имаше на таа страна приватен тие, а имаше таа. После таа се пренесе тя у колективот и туа имаме задруга, продавница. А училиште дали имаше селото? Училиште дали имаше? Училище ново направиме, ево го сега път на тоа. Дали ви кажувам, јас дошка се врата. 46-то ще го направиме. Старто школа от турското ще го најдоме. Тоа школа много старо беше и вака се тресеше. Материал, не як материал. И што решиме? Јас председател на власта 41 мислиса. Што правиме? Ти налегне децата. Деца имаше доста тој. Изтрмаше от тука и да учја. Ама имаме, ја има 60 омладинци и омладинки. Свршти и јаки омладинци. И фронтот, што го викаме, мажата, жените, и да доме помој голем, го направиме школа, го изградиме, убаво се. И осмата ли, или осмата мисля, и да седиме од 200 тука, и тоа стана како канцеларии таму и така наслужеше тоа. До која година училиштето работеше? Училище работеше до 63-та година, повторно задругата, што ти леко додека се разформира. Од 63-та година кога се разформира и таа задруга, кој ја зе Пекарев униготено, и свиселија и тие што запеа. Избегаа сите. Избегааме и ние. 6, 3, 4 и Кои култури успеваа овде, во ова село? Што се одгледуваше овде? Кои култури успеваа? Тука се одгледува најчистите култури. Најпрво баровска црвенка, после бела пшеница, после царевка и рс. Тие најмногу. После тука имаме воденици по нашата река Бушовитка дека. И тука си мелиме. Имаме и алфион, знаеш што е алфион, другата што е. Алфиони имаме многу семена одјеваме. Па тука имаше мелните што правеше зејтин и ти успе за говејата и така. И после тоа, 65 година, убаво намаля. Само 10 куќи останаа. Колку жители има сега селото? Сега има 7 куќи или 8 со жители. 8 со жители. 14 души. Толку 14 души има. И тројца има што имат пчели. Тие се пред лето. Сега си отидоа. Уши Крумо е тука, други си отдоа. Тоа е Барово. Село со електрична енергија, вода за пиење, телефонски приклучоци. Тоа што нема возила само придонесува за чистиот воздух што го дишат жителите. Ако порачате баровски мед, ќе знаете дека е чист. Ако ви донесат баровски граф, сигурно ќе е сладок. Тука и лебот е поинаков, печен во фурна, како пред 50 години. Право затекнавме и помлади жители. Снежана ни рече дека е родом од Кавадевци, мажена во Барово. Кажа ни колку време веќе живеете тука со сопругата? Јас скоро 8 години сум тука више. Мажена сум. Стварно тежок живот од ама па сепак се живее. Ние се бавиме со сточарство, имаме 250 овци, скоро 300. И сега се е добро, мислам. А за понатка ќе видиме, да се префарбуеме Кавадарци.
Имате ли земјоделие нещо? Да, сееме житарица, имаме ечмен, ръж сееме. За стоката това. А иначе вака лози имаме 10 декара. И това, иначе друго земјоделие не работиме. Сами ли работите со сопругот? Не, со свекор и свекрва со. Они ни помагат и ние едноставно си помагаме. Ние сме во заедница, не сме делени. Имам девер, тя си е башка, по-неготено. Од време на време иде. И така. Како се живее овде во селото? Колку жители има? Жители нема многу во селото, превидечи се од кавадарците идат од време на време, вака преку летото се. А зимото нема многу, да речем, жители. Толку 16 души дали има. Селото е во Демиркаписка општина. Има ли повеќе жители од Неготино или од Кавадарци? Па види сега, има и од Кавадарци има, и од Неготино послабо ги има, повеќе од Кавадарци, има и од Скопје што седат тука. Идат од време на време. Преку лето, зимото слабо не идат. И така. Снабдено ли е селото со електрична енергија и со водовод? Да, со водовод слабо сме, преку лето рестрикција имаме, нас обали навечер пуштаме вода, а зимото имаме доволно вода. А со електрична енергија сме добри, со телефони па така сме снабдени. Имаме доста, има 10 телефони во селото. Добре, сега мислам има услуги, само превоз што немаме, тоа не е многу тешко. До каде има превоз? Превоз од Барво нема никде. Имаме од Крњево до Кавадарци има комби пуштено, не треба да одиш до Крњево, па да се префрлиш до Кавадарци. А иначе ние со такси, кога имаме више ептенния хит на работа, со такси видиме и до Кавадарци се префрлуваме. Поголем дел од жителите најверојатно пешки патуваат до Крњево. Колку километри има до таму? До Крњево има 6 километри. Оно е вака, човеците се јавуваат со такси иде. Тоа многу слабо одат, мислам, пешачат. Дека само јас и сопруг сме млади, а иначе сите се постари човеци. Кој 60-70 години. И тя, мислам, преку синовите, преку черките се снабдуваат некако. Пославо патуват, а ние, да речеме, ние сме се повише кинесати со момшето на пат сме. Пославо се вртме тоа, повише сме, да речеме, у Кавадарци. Се живее ли од сточарство и од земјоделство? Не се живее, ама е да среден живот. Да живееме некако, да речеме. Сепак планирате да се вратите во Кавадарци? Не останувате овде? Не останувам, превидечи имаме куќе во Кавадарци и таму ќе се префрлуваме. Само здраве, додека се вртава стоката, тоа ќе видиме. Додека може старте. Не може, ќе продајме стоката и ќе се пребереме таму. Инаку во селото нема ниту продавница, ниту здравствена заштита? Не, за тоа ништо немаме, ни продавница, ни, да речеме, медицинска сестра, докторот дојде, не, никако не идат. И тоа барање го имат поднесено толку од Барово, ама нема услови за тоа. Да дојде доктор, да речем. И више ептен, ако не можеш и ќе фаќаш некоја кола, такси, да се префрлиш до доктор да изодам, да речеш. Затоа се напуштаат татковите огништа. Ке се остават и родните полиња, на кои нема нешто да не успее. Велат, здравјето е најважно, но и голо здравје не бидува. Оти природата си е природа. Се што може да се случи во оваа долина, заборавена со времето. Разговараме и со сопругот на Снежана, Стефчо. Кои активности моментно се работат во текот на овој убав, да речеме, есенски ден? Моментално со сење се работи моментално. Други активности нема. Берба на дрва, орање, сење и тоа е. Што сеете моментно? Јачмин и рж. Денеска баш од двете култури. Тие ли култури најмногу успеваат на ова поднапје? Успеваат сите култури, ама
Највише не тие потребни, тие ги одгледуваме ние моментално. Имате и сток. И, Кој ја чува, кој се грижи за неа? па, татко ми повише е заангажиран за стоката, покрај него и ние сме обврзани со стоката. Има ли пласман на млечните производи по тоа? Тешко има. Пласман. Ниски цени, там цене секој. Нема баш кашо треба. Каде ги продавате производи? Кај, од дома ги продавам повише. Од пазар ретко носим. И оддалечен терен, нема пристап возила и тешко до пазар се добавуваме. Што му недостасува на ова село за да биде како што било некогаш? Сега може да нема, не знам как да кажем јас. Сега имаме струја, вода, пат му недостасува. Тоа е едниниот проблем што го засега селото и што дошто до ваков степен. И болница и училиште више нема ни потреба. Старите. Тоа се најосновните работи што треба. Патот е од прво и прво. Мислите ли дека доколку нешто од овие работи се среди, некоја работа се среди, дека ќе се вратат младите назад или тешко? Не верувам да се вратат. Може да се вратат само пензионери, а млади не верувам. По селото се забележуваат и неколку викендички кои се градат. Тие се претежно пензионери што се. Има и млади, али тие се многу ретки. Повише пензионерите се тука преку лето. Тие се моментално еднодневно. Преку лето повише престојува тука, иначе преку зимно време нема ништо. Баровчани зачудени за нашата посета. Не паметат кога последен пат некој од страна стапнал во селото. Љубопитно очекуваат да им ја откриеме намерата. Ние пак од срам не кажавме оти патот не доведе до руската баба. До нејзината судбина, од љубов за својот Ристо да ја остави Русија и дојде во Неготино, а потоа и во Барово. Со Ристо я запознался в 1949 году. И вместе мы работали на завод «Тастекстильмаш». И там запознались мы. Он работал как грузчиком, я работала как маляром. И запознались, и у нас спадала любовь. Как говорят у нас на русском, любовь не картошка, не выбросишь в окошко. Это так, и мы запознались. И после народились у нас дети. Сыну первый в 1954 году, Керка в 1956 году. И в 1968 работали там, Куки и Маши, все. И после Риста Сакал тука дойдет, то, что брат ему тука, 3 брата было, сестра, мать, Майка сега умрела. И мы приехали тука в Македонию, в Неготину. И мы запослились, я в Ядране, он работал напред в водной заеднице, после в Градежной, я там отошел на пенсию. Ну, пенсия у него Боречка. Ой, цветет калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я. Парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, слов я не найду. Он живет, не знает ничего о том, что одна девчонка думает о нем. У ручья с калиной процветает цвет, а любовь девичья не поминет, нет. Она голема. Не се разлева така лесно песна ни селото. Дури ни поп нема за пејано, а црквата Голема Богородица, градена со изим на турските бегови, полека се распаѓа. Тука повеќе од 40 години нема ниту венчавка, ниту крштевка. И нема ни да има, како што нема успение ни за оние кои по сила на нештата го напуштаат овој свет. Тивко, како што живееле и се погребуваат,
а со селските гробишта стопанисуваат селските кучиња. Имаме радио, до села доходи та информация преко радио почти что в каждой куке има, телевизия имат всего 2 куки. И така. Кои станици ги слушате? Станици поечки Скопје слушаме, кои странски сакат. Я примерно слушам и радио Берово и Радовиш, Кавадар се не готино, тука не фачав ми радио. Како го поминуваат жителите времето овде? Кои се работають, сега сеят, дрво сечат, жени предат, плетат. Како е во текот на зимскиот период? Се наближува зимата. Што се работи кога завршуваат сите работи на поле? Ето, дома работиме. Со стока, па стока пасица и зима пасица, стока ако и снег и врне, па стока пуштена на поле, пасица и така. А жена дома ли печеме, мясо печеме и та работа. Ако имате можност да одбирате да останете во селото или да заминете во град, што ќе изберете? Убаво на село, само нема луѓи. И мора да идеме и мы во град, и нема лекар, нема ништо, вдруг Господ се чува и нешто случится, нема кој ти помош ја каже, сите стари. Мора идеме во град. Не го видовме барово ноќе. Велат пусто е и помалку страшно. Како ли е во зима, кога снегот ќе го завее и оддели од светот? Помислува ли некој тогаш дека во селото може би има гладни и болни?